Здраво на сите! Јас сум Митрев Русе, представник на туристичката агенција Црва експрес од Штип. И сакаме да ви информираме за некои битни работи што се однесуваат за ученичките екскурзии за основните и средните училишта во Македонија, кои што требаше да се реализираат оваа година. Пред се сакаме да ви информираме дека нашата туристичка агенција не работи поради пандемијата, односно поради корона кризата која што ни се случува. Пред почетокот на кризата, агенцијата броеше 26 вработени, поголемиот дел возачи на автобуси, автомеханичари и хигиеничари, кои што за жал во моментот чекаат подобри времиња за да почнат повторно со работа, така да денес имаме само 4 вработени кои што всушност ја обслужуваат агенцијата. Мораме да напоменеме и дека за жал се уште ниту една туристичка агенција не доби апсолутно никаква помош од владата, ниту пак од Министерството за транспорт и врски, а беа најавувани толку многу пакети и толку многу помош, каде што не видовме ништо корисно и ништо бенефит од сите тие работи. Еве можете слободно и да се информирате на интернет, на веб порталите на владата, на Министерството за транспорт и врски, дали било која агенција има земено било каква помош од државата. Се надеваме дека тоа ќе се промени за да работите тргнат малку на подобро. Што се однесува до ваучерите за туризам, кои што беа замена за уплатените средства за патувања пред се за оние празници, за 8 март, за Великден, за сите останати патувања кои што беа откажани поради пандемијата, сето тоа е добра волја на туристичките агенции, каде што во замена за пари, кои што се уплатени према нас, ви даваме ваучер и тој ваучер можете да го искористите до крајот на 2021 година. Сега што се однесува за ученичките екскурзии за основните и средните образованија, мораме да кажеме дека имаме голем број на училишта кои што требаше да реализираат екскурзии во оваа година, но никој не можеше да предвиди каква ќе биде ситуацијата, ни како ќе биде целиот исход од самата пандемија и се она кое што ни се случува. Искрено го разбираме вашиот револт за она што е враќање на средствата кои што се уплатени во нашата агенција или за враќање на парите. Ги читаме редовно коментарите кои што се шират на социјалните мрежи и секако многобројните јавувања кои што ни се случуваат секојдневно, каде што имаме повеќе од 50 јавувања од родители кои што бараат објаснување од нас за како ќе бидат вратени парите или како ќе бидат организирани екскурзиите. За сега немаме апсолутно никаков конкретен одговор кој што можеме да ви го понудиме, затоа што се уште чекаме да видиме владата што ќе одлучи, се уште чекаме да видиме Министерството за транспорт дали некако ќе се изјасни и чекаме Министерството за образование и наука да каже конечно што ќе се прави со одложените или откажаните екскурзии кои што требаше да бидат реализирани оваа година. Дали сите тие екскурзии ќе се преместат за до година, односно за 2021 година, дали ќе треба ние да ги вратиме парите и ќе добиеме некаква помош за враќање на парите од државата или нешто сосема друго ќе се прави. Што се однесува до парите кои што се уплатени, мораме да напоменеме дека сите тие пари кои што ги уплаќате за екскурзиите одат за хотелите кои што претходно се резервирани и претходно нормално се платени. За да резервирате било кој хотел, дали се работи во Охрид, во Крушево, дали некаде во странство, во Италија, во Прага, во Чешка, значи било каде да се работи, морате пред време да платите. Се надеваме дека тоа на сите ви е јасно и на сите ни е познато. Значи парите се уплатени во хотелите, кои што хотели, за жал, не ни ги вратија парите, ниту од Италија, ниту од Охрид, ниту од сите останати дестинации за кои што имавме предвидено екскурзии во оваа година. Сите тие пари кои што нашата туристичка агенција ги има уплатено, можеме да ги искористиме до 31 август 2021 година и тоа за некоја наредна екскурзија доколку би отишле повторно во истиот град и во истиот хотел, што апсолутно не е фер и
требаше работите да бидат малку поинакви, но за жал нашата влада не направи ништо во однос на враќање на парите од хотелите према туристичките агенции и секако од туристичките агенции спрема вас, родителите, кои што имате уплатено за одржување или за организирање на училишна екскурзија. Се надеваме дека тоа некако ќе се промени во блиска иднина или ќе имаме некакво соопштение што треба ние да направиме за одржување на училишните екскурзии или за враќање на финансиските средства. Покрај хотелите, овде се редовните трошоци на секоја туристичка агенција или на секоја компанија во Македонија, значи овде се платите, овде се сметките, овде се кириите и ред други тековни трошоци со кои што, нели, еден бизнис обстојува и функционира и сето тоа ни е добро познато. Искрено се надеваме, како што рековме дека работите многу набрзо ќе се променат. Се надеваме дека брзо ќе заврши оваа корона криза и оваа пандемија и ќе најдеме излез од целата ситуација. Ви ветуваме дека вашите пари кои што се уплатени, значи дали се работи тоа за 1000, за 2000 денари, дали некој има платено цела екскурзија, значи вашите пари се битни за вас, но секако се битни и за нас. Во моментот мораме да напоменеме уште еднаш дека немаме соодветно решение што и како ќе правиме за однос на уплатените средства. Но тоа не значи дека вашите финансиски средства или вашите пари кои што сте ги уплатиле во нашата агенција дека ќе бидат изгубени. Никогаш нема да бидат изгубени и се надеваме дека за брзо време ќе имаме конечен одговор и ќе имаме секако одговор и од институциите кои што се задолжени за тоа, пред се Министерството за образование кој што треба да се изјасни дали до година или оваа година или како било, значи ќе се организираат екскурзии или нема да се воопшто организираат екскурзии. За тие што имате завршено 9 одделение, значи веќе се префрлате во ново училиште. Дали екскурзијата ваша ќе се организира до година со стариот клас, значи со старото училиште, или воопшто нема да се организира, сето тоа го очекуваме да го добиеме како информација од некои надлежни, за да знаеме што понатаму. Вашите пари нема да бидат изгубени. Ќе видиме, значи, дали ќе успееме да смогнеме сили да добиеме некаков конкретен одговор. Се надејаме дека и вие ќе ни помогнете во добивањето на конкретен одговор што побрзо, затоа што не е во прашање само нашата туристичка агенција, значи целиот туристички сектор се бави со оваа дејност и целиот туристички сектор на некој начин е засегнат, посебно сите туристички агенции кои што се занимаваат со училишни екскурзии, но како и да е, уште еднаш да повториме дека вашите пари, значи, нема да бидат изгубени. Се надеваме дека или ќе ви ги вратиме, или ќе ги замениме со ваучери кои што ќе можете понатаму да ги искористите за било кое патување, значи нема да се работи само за училишна екскурзија, значи ќе можете да ги искористите за одмор, за некое празнично патување, за 8 март, за Великден, значи нека се подобри само ситуацијата, да видиме што како ќе се случува, ја пратиме будно и редовно целата ситуација и сите оние работи кои што ќе ни помогнат за да најдеме брз и реален одговор на сите ваши барања. Се надеваме дека искрено ќе не разберете во целата ситуација, затоа што вие изгубивте 1000-2000, некои и повеќе пари за оние кои што ги имате уплатено за одржување на училишна екскурзија. Ние, за жал, изгубивме многу повеќе од вас, но сето тоа не можеше да се предвиди ниту од ваша страна, ниту од наша страна. Да се надеваме дека корона кризата или пандемијата ќе заврши што побрзо и дека ова ќе биде само една лошо помината година и веќе од до година дека ќе функционираат работите многу поинаку и многу подобро. Да останеме живи и здрави, да не се разболиме од корона и наредно слушање да имаме веќе конечен одговор што и како ќе правиме со училишните екскурзии. Искрено, од наше име, од име на туристичката агенција Црво Експрес, ви се извинуваме за сите непријатности кои што ги имате.
Се надеваме дека ќе не разберете. Да повториме уште еднаш за крај дека вашите пари нема да бидат залудно уплатени и нема да бидат изгубени, но оставете малку време, оставете време, бидете трпеливи да најдеме соодветно решение и ние и вие и да бидеме и двете страни задоволни онака како што треба. Поздрав, па се слушаме